И вистинско време е за првиот наш утрински гост. Како што ви кажав и утрово, со гостите денеска ќе биде нашата Слободанка, а за почеток имаме една мотивирачка приказна и нешто што и тоа како ќе им биде од корист на младите родители и на сите оние кои што се уште немате одлучено на каква активност и на каков спорт ќе ги активирате вашите, најмили вашите деца. Добро утро, Слободанче. Добро утро, Сузе. Добро утро и до твојот гостин, Александар Велјановски од Таеквондо клубот Феникс е наш гостин ова утро. Так. Драго ми е што одамна не сме говореле на оваа тема и спортот како нешто кое навистина е клучно во раните години на секое дете, на секој млад човек ќе ни помогне многу повеќе за јакнење на самодовербата, дисциплината, почитта и формирање на една здрава личност. Така нели, Александар? Точно така. Така, повелете со разговор. Убаво кажано и убава најава од твоја страна, Сузе. И добро утро до сите наши гледачи. Понеделнички секако се разбира да ви посакам. Убаво едно утринско расположение. И да, посочивме зошто е важен спортот како дисциплина, уште од мали нозе, но пред се добро утро и од мене, Александар, и добре ни дојде вака, како што кажа, веќе понеделнички, па да зборуваме навистина за една убава тема, затоа што и таеквондото како спорт зазема се поголем замав тука кај нас. Добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Јас сум Александар Велјановски, тренер и основач на Таеквондо клубот Феникс. Баш ми е мило што понеделнички ја започнуваме баш наутро во 7:30 часот со спорт. Так. Да биде спортска недела, да имаме спортски успеси цела недела. Посакувам. Така да тоа е првиот дел од работната недела, значи секој би сакал, секој спортиста би сакал лака да започне утринскиот ден. Утрински, баш ми е драго што ќе имаме можност да си разговараме, како што кажавте, како ми рековте кога се договаравме кое време сакате, тоа време ќе дојдам. Спортистите не имаат проблем со рано станување. И драго ми е поради тоа уште еднаш ќе истакнам Феникс е името на вашиот таеквондо клуб. Ајде нешто малку повеќе околу тоа. Меѓутоа и за тебе би сакала да дознаеме, затоа што сепак кога нели зборуваме за овој клуб, а основач си ти, да појдеме од тебе, како од кога љубовта токму кон оваа спортска дисциплина. Значи јас од кога памтам за себе сум во сала, значи јас сум моментално 33 години, започнав да вежбам на своји 5 години. Тоа Така се да скоро долги години, веќе секоја чест, 27 години, 28 сум веќе во спортот. Нормално, како деца, одиш да почнеш да тренираш, што било. Како и да е да се насочиме кон некој спорт, но мене уште од почеток љубовта кон таеквондо спортот некако ми даде, односно кон боречките вештини прво љубов, па конкретно кон таеквондо спортот во нашето мало во Хиподром имаше клуб, го водеше Аца Анастасов, нормално, пробав некој тренинг, интересно и продолжив. Се додека не дојде оној дел на надпреварување негде 8-9 години кога почна надпреварите, еден надпревар, друг надпревари, знаете тоа како влегува веќе. Се буди надпреварувачкиот дух. Влегува во вас и надпреварувачки дух и почнам да се надпреварувам активно, бев репрезентативец кадетски, јуниорски, сениорски репрезентативец, се до 2014 година, каде што во Баку на Европското првенство ја заврши својата кариера. А во 2013 започнав клубот основач, каде што ајде да почнеме своето знаење и искуство да го пренесам на новите генерации, затоа што ако застанев тука, мислам дека немаше да завршам својот дел од обврската која имав. И сега да имаме клуб рентабилен, да имаме клуб со околу 50 на вежбачи. Од која година рековме овој клуб? Од 2013 до ден денес. 2014 веќе активно почнува да работи со позголем интензитет. Од 2015 има собствена сала која е на користење 24/7 со собствена дел од теретана. Сите потребни работи, да речеме на професионално ниво, не можеме да кажеме, но да се доближиме до професионално ниво за вежбање. Во клубот имаме сениорски, јуниорски, кадетски репрезентативци, така да добро е што одиме не само овој клуб, сите клубови одат напред. Тоа е многу битно затоа што... Да, како што кажавме, таеквондото веќе е еден популарен спорт, зазема се поголемо место кај нас и во Македонија, меѓутоа како што можам да забележам и низ Европа, пошироко во светот, меѓутоа за оние земји каде што зборувам постоел, меѓутоа не се обрнувало толку внимание се додека не почнавме да ги собираме медалите. Морам да ве поправам тука, значи таеквондо спортот од секогаш имало резултати кај нас. Можеби не драстични
драстично големи и Но сепак во се регионот вложувало. имало, значи 2012 Србија освои златен медал на Олимпијада, Милица Мандич. Се додека кај нас најголемата експанзија ја направи Дејан. Дејан, така. Затоа што Дејан никој не можеби ние потајно како спортисти знаевме дека Дејан ќе направи резултати, верувавме во тоа, но од кога го направи резултатот, тогаш сите дојдоа дека теквондото е врвен спорт и тоа. Тоа ми беше изборот, така да. Предходно имавме, но Дејан го скрши мразот и сега е многу полесно ние да станеме тука и Мила на овие последни Мила Релик на последните олимписки игри беше и Велам она. се стави фокусот некако на оваа спортска дисциплина многу повеќе како што било од предходно. Токму со убаво објасни и убаво го образложи сето тоа, а вие како спортисти во оваа дисциплина многу добро сте знаеле сето тоа како функционира. Меѓутоа знаеме кои биле оние спортски дисциплини кои што повеќе им се обрнувало внимание, но сега не е повеќе така и навистина ми е драго поради тоа, затоа што имаме многу талентирани дечиња. Четврти спорт сме во Македонија. Во Македонија. Така да од индивидуалните спортови сме први. И се надевам дека тој тренд ќе го задржиме, затоа што имаме, ние сме 5-16 клуба, каде што секој клуб има одреден квалитет. Значи не е квантитет, збориме за квалитет. За квалитетот, така. Ќе имаме повеќе вежбачи, повеќе клубови, но квалитетот е врвен затоа што секој клуб има барем по 7, 8, 10 надпреварувачи квалитетни, од каде што може да се избере убав тим за репрезентација. Каде што не одиме само да учествуваме, одиме да земеме медал. Медал. Тоа е многу убаво и мотивирачки со овој надпреварувачки дух, а сето тоа и за вас како клуб, меѓутоа и за нашата Македонија. Во моментот гледаме и некои фотографии кои што се вртат, мислам дека оттаму можеш убаво да погледнеш. Ова е Мартина Наумовска, па да ги искоментираме. Каде што Мартина е моментално 6-та на светската ранглиста. Браво. Во Атина имаме Европско кадетско првенство, каде што Мартина е еден од претендентите за медал, но јас тука ќе бидам малце скромен. Мартина има уште една година од кадет, каде што целта моја е наредната година веќе да цилјаме на медал. Браво. Оваа година да стигнеме блиску до медалот, а ако имаме шанса да го зграбиме, тоа е реалноста, морам да ја кажам. Ќе бидам тука скромен, но потајно можеби ќе направиме она што што го мислиме за да освоиме медал. Посакувам. Да. Но до година е правата зрелост каде што Мартина треба да го постигне оној успех. Секако тука ни се и многу други надпреварувачи, тука беше и Дамјан на сликата каде што учествуваат на ГИЕ турнири. Морам да напоменам ГИЕ турнири, турнири се за кадети и за јуниори, каде што се собираат бодови за светска ранглиста, а ГИЕ турнирите се бодови кои што се собираат за олимписки игри. Тука ни се во таа игра е сликата, тука Лука и Давид, они ни се сениори прва година, каде што за нив времето допрва доаѓа и треба да ова е слика од Давид Цеков, лани на Балканскиот куп во Орадеа, каде што го освои третото место. Ова е Мартина заедно со Лука како помошник тренер. Секоја чест. Така да тука се децата, мене пред се морам да кажам, овие деца се почнати да вежбаат од својата пета, шеста како мене. Како мене, еве тука дел од полагање може да видите. Морам да забележам, просториве се прекрасни, одлични, оспособени да кажам за тренинг на токму и оваа спортска дисциплина. Ова е многу убава слика каде што вежбаат со тренер, односно надпреварувач, како се доживува оној момент на емоција и давање снага, ајде продолжи за да победиш. Да, мотивација за понатака. Што значи дека и клубот Феникс досега низ овие години со таеквондото имате освојувано многу исто така награди и што е за пофалба. Меѓутоа, еве, како што кажавме, имаме повеќе категории за да се запишат. Не мора да, ако од петата година, не значи дека од малку и по возраст не можеме да бидеме членови на овој клуб. До која годишна возраст е границата најмногу да се запишат? Значи немаме ние гранична возраст, но затоа што ние претежно да се постигнат резултати. Резултатите кај нас е проблемот тоа што рани сениори стануваат. Рани сениори е од својата 16-та година, 17-та официјално влегуваат, од 16-та може да се надпреваруваат и во сениорска и во јуниорска, така да можеме да вежбаме, најдобро е да дојдат негде децата да почнат да вежбаат од својата 8-та, 9-та,
до 10-та возраст, затоа што како пионери Во тој да развој, значи. да имаат неколку надпревари да направат, затоа што многу е потешко кога ќе дојдеш некој кој што вежба веќе 4-5 години, затоа што на пример почнал на 6 до 11 години, он има многу тренинзи. Нормално е извежбам повеќе, но не е тоа секогаш мерило, затоа што некој што има талент има талент. Но јас пак ќе кажам, талентот е една работа, желбата и работата е друга работа. Така да преку работа и преку желба се може да постигнеме. А талентот во одреден момент ти дава предност, но ти ако не го негуваш, нормално тека многу брзо ќе почнеш да паѓаш. Што го имаме, така. Така, точно. Треба да се негува. Ајде сега малку овие минути што ни преостануваат да поразговараме и за начинот на практикување на вежбањето. Колку пати неделно, како што забележувам, се повеќе популарен станува и кај девојчињата. Еве повеќе пати ја споменавме Мартина, така? Каде што колку членови броите во моментот и сите оние кои што сакаат да бидат дел од вашиот таеквондо клуб Феникс, што треба да сторат? Ајде нешто малку повеќе околу. Вака, значи уписите ни се во тек, започнати ни се од 15 септември. Така, почнуваме, значи, до негде 15 октомври формирање на групи. Со тоа што оваа година почнуваме нов проект, баш за деца наменети од 5 до 7 години, каде што таму ќе се работи повеќе на мотористика, повеќе на истегање, на правилно истегање, да добијат правилен развој, нормално дисциплината пред се, да ги воведеме во некој колосек, а теквондото ќе биде, да речеме, од тренингот 30%. Затоа што тие деца треба да не можеш да земеш, ајде сега да учиме удар, ајде да, значи мора да му направиш интересно, мора да има забава за да го засека тоа. Затоа што нормално ако досадно е на тренинг, тренерот само ајде да удираме, тоа не е интересно. Така да мора и да развиеме некои мотористички способности, затоа што децата, да не ме сватат родителите погрешно, но се помалку децата немаат толку моторички способности за со технологијата која што се зема забав, за жал така е. Јас кога ќе дојдат на тренинг тоа го кажувам директно дека ние треба да работиме 1, 2 до 3, 4 месеци, можеби зависно од немаат оној спортски дух во себе. Ја немаат улицата децата да излезат да истрчаат. Тој момент каде што сега ние треба да го прескокнеме, ние треба 3-4 месеци да обрнеме внимание на тој дел. Кога ќе обрнеме внимание на тој дел, немаме после тоа проблем. Одма децата влегуваат во некоја си шема, што би рекле, нормално ги гледаат по старите, одма некој им е идол, сакам како него да бидам, и автоматски тука се врзува. Но има и деца кои што едноставно не сакаат да го вежбаат. Тоа јас сум кажал. Значи, со сила не може ништо. Значи, има и други спортови, но, еве, пред цела јавност ќе кажам, значи, преферирајте повеќе боречки вештини. Нема да бидам сега само теквондото, боречки вештини, затоа што сметам дека според мене како тренер боречките вештини носат некои други предности во општеството. Ајде да ги споменеме. Значи пред се самодоверба, така, дисциплина која што мислам дека веќе ни мањка во делот на децата, самодовербата. И социјализацијата, затоа што добар дел од децата веќе се малце асоцијални, преку овој спорт индивидуалниот они мора да комуницираат еден со друг, затоа што партнер со партнер мора да вежба и мора да направи контакт. За разлика, ги гледате резултатите од се тоа што го кажуваме? Ги гледам, но тука јас и секогаш кажувам и претендирам кај родителите дека треба да има стрпеливост, затоа што има родители. Ајде одма сега не. Преку ноќ ништо не бидува. Преку ноќ не бидува, остете го детето само да почне да плива во овие води. Значи остете го, само ќе се развие, нормално сме тука и секогаш јас како тренер прво ми е, значи сите не можат да бидат спортисти. Значи пред се да изградиме добри личности, а спортисти не можат сите. Може хоби да си биде во текот на животот, но и ние во клубот имаме, како што кажавме, 50 на вежбачи, неколку се одвојуваат, но не значи дека тие неколку не се добри благодарение на останатите. Значи тоа ако индивидуален спорт се е тоа како поврзано затоа што ако нема тој добар спаринг партнер, ако нема со кого да смени на тренинг, да направи друга вежба со не, затоа што еден со еден веќе ќе се познава, тој другиот не го познаваш доволно. И така одиме напред. Така да секој резултат е заеднички, не индивидуален е резултатот кога ќе земеш медалот, но заеднички сите заеднички. Но за рекреативно да се занимаваат со теквондо спортот секоја возраст е добре дојдена. Значи веќе кога ќе дојдат на 5-16 години,
тие не може да се надпреваруваат затоа што можат ако сакаат, не е тоа проблем, но сметам дека според Нема да се мене постигнат треба толку резултати, повеќе работа, искуство да се надпреварува затоа што ние сме сепак фул контакт спорт. Не е така можеме така да отидеме лесно се надпреваруваме. Сме заштитени од технологијата, е многу влезена кај нас во спортот, каде што имаме електронска оклоп, електронска кацига, сензорски чорапи, каде што судијата од страна не стиска поени. Од тебе зависи дали правилно ќе удриш, нема да удриш, колку ќе удриш, интензитетот. А од кога тоа вака Тоа е функционира? веќе 10 години скоро. 10 години. Така да после на секој 3-4 години како доаѓа нов олимписки циклус, нова опрема. Се нешто ново. Се ново и отидено е да бидам искрен во совршенство, каде што судијата порано беше леле, судијата ми ја зема победата. Не. Сега нема шанс. Сега може да ти ја земе ако си тука. Дајте една грешка, нешто, сите грешат. И судиите, например, денеска има 30 борби, треба да суди, ќе може ќе сгреши не намерно, ама се е веќе точно од нас и од нас зависи колку ние сме спремни, како може да немаме солуција да кажеме да се правдаме, ова не чинеше. Така. Многу убаво разговорот искрена да бидам и многу убаво објаснивте зошто еве причината и дојдовме до одговор. Треба да имаат боречки вештини, поточно и во таеквондо клубот вашиот Феникс. Уште за крај само кажете ми колку пати неделно и по колку часа се Значи ние имаме 3 пати во неделата, вторник, така? четврток и сабота, вторник и четврток од 19 часот, сабота од 11, со тоа што првиот тим, дел од репрезентативците кои што ги сметаме, тие вежбаат 6 пати во неделата. Так. Значи имаат тренинзи 2 дена теретана, 4 дена теквондо. Така да ако сакаме врвен спорт, мора да дадеме многу повеќе од тоа што сметаме. Треба. Кога се работи за дечињата, значи се развива самодовербата, дисциплината и пучита. Овој наслов вака стоеше цело време, за да знаат точно родителите, баби, дедовци да пренесат, зашто ние разговаравме ова утро и уште еднаш како да се обратат сите оние кои што изразија желба сега нивните дечиња да бидат дел од Феникс клубот. Значи, слободно може да напреку фан-пејџот кој што го имаме да ни се обратат или на телефонскиот број 078-248-883. Многу благодарам што одвоивте време да видите дел од нашата утринска програма, па ве очекувам веќе оваа сезона 2025-26 да ни дојдете тука со медали и награди да се пофалиме. Ви благодарам, се надеваме после европското ќе дојдеме тука и први ќе учествуваме тука за да со медалот од европско еве да бидам малце скромен, но и посакувам да е така и еве дечињата како се во вистински раце. Само остави ги и не е твоја работа понатаму. Така, и јас посакувам да биде вистински така, многу среќни деца и многу здрави деца, вака карактерно во секој поглед посакувам да се развијат во вашиот клуб.